Професионалци во продажбата во одреден момент, без разлика колку биле ефективни во циклусот на продажба, како например, може да имаат фантастично спроведена анализа на потребите на клиентот. Може да имаат одлична, неповторлива презентација на производот или услугата што се нуди. Да во даден момент може да дојде до појава на одредена бариера. Значи клиентот да постави одредено барање, да постави одредено непријатно прашање и на тој начин да се блокира продажниот процес. На секој професионалец во продажбата тоа може да му се случи без разлика на неговото искуство, без разлика на нивото на неговата експертиза, познавање на сопственото портфолио и се оно што е потребно да се знае за да се биде ефективен во продажбата. Значи, приговорите, бариерите, непријатните прашања се составен дел на продажбата и нешто што неискусните продавачи може да, или продажни агенти, може да ги оневозможи до исполнување на целите. На обуката ефективно справување со бариерите, пречките во продажбата, учиме како да се справиме со одреден број на типични бариери во продажбата и разработуваме сценарија за сите атипични ситуации во кои што може да дојде до блокада на продажниот процес. Имено, веројатно секому кој што има барем минимален стаж во продажбата, му се случило да доживее одредена пречка од типот немам сега време да разговарам со вас, оставете ми број на телефон, ќе ви се јавам јас. И до неговиот повик никош да не дојде. Или, може би уште пофрустрирачки, не можете дури да дојдете нити до оној кој што одлучува за набавка во една организација, наместо тоа деловниот асистент, секретарката ви вели дајте ми ги мене сите потребни информации и јас ќе му ги пренесам на господинот XY. И се разбира, повратен повик никош не доаѓа. Сите овие типични бариери, статистиката кажува дека одреден број на анализи покажува дека повеќе од 2/3 се само елегантни начини за избегнување на давање на позитивен одговор за набавка на одреден производ или услуга. Значи, 2/3 се лажни флоскули, лажни термини и конструкции со кои што се избегнува понатамошната соработка. Тоа може да биде многу фрустрирачки и ние на оваа обука учиме како да ги надминеме тие бариери, како да останеме во игра, бидејќи се додека е активна жиросметката на клиентот, тој со својот потенцијал останува во можност да ни биде партнер или пак останува во можност да ја продолжиме соработката ако веќе ја имаме воспоставена. Одреден број на бариери доаѓаат, го имаат во себе инкорпорирано терминот време, значи доаѓаат преку одлагање. Ви велат не сега, немам време, или јавете ми се после X време, или побарете ми повторно при крајот на месецот, значи доаѓа до одредено одлагање. Одреден број на бариери доаѓаат како извори ги имаат парите. Например, вашиот производ е преска, немаме предвидено буџет за ова што вие го нудите и така натаму. Друг тип на бариери доаѓаат по основ на постоењето на конкуренцијата, па велат вашиот конкурент XY е поевтин од вас. Значи, на ова обука, справување со бариери и пречки во продажбата, ние учиме како да ги надминеме истите, како повторно да станеме во игра и одиме чекор понапред. Како тие бариери да ги претвориме во наша предност. Бидејќи ништо што се појавува во нашата пракса, ако сакате и пошироко во нашиот живот, само по себе не е лошо. Се нуди, ако ништо друго, лекција. Од одредено одбивање, ако ништо друго, можеме да научиме нешто повеќе за себе, за конкуренцијата, за нашиот клиент и така, градејќи ја базата на информации со која што располагаме, стануваме поблиску до конечната реализација на продажбата во некој иден временски период. Ништо не е загубено, освен кога ќе згасне жиросметката на нашиот клиент, тогаш дефинитивно немаме соработка, нити имаме можност за соработка. Моето име е Митко Керемикчиев, долгогодишен соработник, надворешен тренер во компанијата Triple S Learning Center, значи ве поканувам да бидете учесници на ова обука во кој што
по-голем број на практични вежби, кои дојдеме до практични решенија за тоа како да се справиме со одредени бариери и пречки во продажбата. Ве очекуваме.